Значи 17 часот и 15 минути, уште еден термин резервиран за емисијата од своја страна на телевизија Сонце. Во ова издание предвидена ми е Александра Марчевски од СОС детското село овде од Скопје, на која ќе посакам топло добре дојде во емисијата од своја страна и ви благодарам што ја прифативте мојата покана. Ви благодарам на поканата. Александра, денес ми е предвидено овде да говориме за важни општествени теми, за сето она кое што го опфаќа СОС детското село како организација, па токму поради тоа еве ќе почнеме со моето првоначално основно прашање, што представува СОС детското село, еве вака првично и конкретно во две реченици да ги запознаеме нашите гледачи. Така, значи СОС детското село Скопје е дел од меѓународната организација мрежа на детски села низ светот. Во нашата држава детското село е отворено во 2000-та година со сместување на првото дете во 2001-та година. 2000-та година, тоа значи веќе 21 година постоење на СОС детското село овде кај нас. Што се промени во целиот тој временски период? Имаме ли подобрување во целата онаа работа и сите оние процеси кои што спаѓаат под СОС детското село денес? Така, првично СОС детското село беше приватна установа за згрижување на деца без родители и родителска грижа, кое што од самиот почеток и во рамки на концептот на грижа на СОС детските села беше семејно базирана грижа, како алтернативна грижа за сместување и грижа за деца без родителска грижа, се до 2014 година, кога всушност во нашата држава започна процесот на деинституционализација, кога од установата веќе постоечките семејства се реформира во згрижувачки семејства и од тогаш значи тоа функционира како поддршка на згрижувачки семејства кои што до оваа година беа, да кажеме, добива нашата поддршка оние во рамки на детското село кое што првично постоеше. Токму за лицата без родителска грижа, лицата без родители, секако на оние на кои што има потребна родителска грижа, ќе говориме токму денес во фокусот на ова интервју, а тоа подразбира да почнеме од Центарот за поддршка на згрижувачките семејства, за кој што ќе кажете дека во месец декември добива конкретно и лиценца за работа. Што подразбира тоа? Тоа подразбира дека благодарение на нашето 20 и нешто годишно искуство кое што го спомнавте, ја добивме довербата всушност од државата да даваме поддршка во еден на згрижувачки семејства пошироко од оние со кои што, да кажеме, сме работеле во изминатите 20 години. Точно официјално од 1 декември всушност го отворивме Центарот за поддршка на згрижувачки семејства, за кои што имаме лиценца за работа, која што подразбира одредени стандарди согласно законот кај нас за поддршка на згрижувачки семејства. И го поддржуваме дел од Скопскиот регион, односно општина Газибаба, Аеродром, Чучар Санда во општина Бутел, Вардарскиот регион, значи со градовите Велес, Свети Николе, Неготино, Градско, Чашка и други некои помали општини кои што во овој регион спаѓаат, и југоисточен плански регион, Струмица, Гевгелија, Дојран, Радовиш, Богданци и така натаму. Значи сите згрижувачки семејства кои што во моментов се регистрирани во овие региони ги поддржуваме со нашите услуги. Така, ајде повеќе за концептот на згрижувањето, која е целта на згрижувањето и како ќе го дефинираме целиот тој процес на згрижување и згрижувачко семејство? Целта на згрижувањето да обезбеди соодветна поддршка и грижа за лица, најчесто деца кои што во одреден момент останале за жал без
поддршката и грижата на своите родители или без своите родители. Згрижувачкото семејство нели во идеални услови би значало еден сервис на биолошкото семејство кој што треба да послужи да обезбеди грижа и сместување за децата тогаш кога биолошкото семејство е во некаква кризна ситуација, состојба која што треба да ја надмине, треба да се зајакне за да понатаму повторно се обедини детето со своето биолошко семејство. Значи, базично идејата е тоа да помогне на децата во нужда да кога имаат потреба од алтернативна грижа, а нивните семејства, нивното потесно семејство или поширокото не е во можност да им ја даде. Значи ли тоа дека згрижувачкото семејство треба да го замени биолошкото или можеби тука треба да има континуирана соработка помеѓу двете семејства, згрижувачкото и биолошкото? Така. Идејата на таа релација помеѓу биолошкото и згрижувачкото семејство е една од, да кажам, главните задачи на згрижувачите да ја одржуваат таа релација, земејќи во предвид дека тоа е идентитетот на секое дете кое што се згрижува во семејствата, тоа е коренот на детето кој што апсолутно треба да се поддржува, да се негува со нели крајна цел да повторно тоа семејство се врати нели на некои здрави нози да може да функционира понатаму. Тие контакти и релации помеѓу биолошките родители и згрижувачите некогаш трајат и долго, кога изгрижувањето е подолго од, да кажеме, непредвиденото, туку трае повеќе години, затоа што не секогаш може биолошкото семејство да се зајакне на начин кој што ќе обезбеди соодветна грижа, но и тогаш и во тие ситуации таа релација настојуваме да се негува и да продолжи, бидејќи децата всушност си ги знаат своите сродници и сакаат да ја одржуваат таа релација. Предпоставам тоа значи дека и додека се згрижени децата имаат релација со нивните биолошки родители, можат секако тие релации се во согласност со нели проценката на државните органи, односно центрите за социјална работа и секогаш со нивна согласност со цел нели да се обезбеди најдобар интерес на детето и да нема ризик нели во Александра, кој се може да биде згрижувач? Значи ли тоа дека само семејство може да биде згрижувачко, односно дали може би поединецот може да згрижи дете? Кои се критериумите кои што треба да бидат исполнети, кои ги одредува истите и како се проценува целиот тој процес? Така. Згрижувач не значи дека е нели семејство. Згрижувач може да биде и поединец, односно полнолетно лице во брачна заедница или не, кое што има желба да згрижи дете, но исполнува одредени услови. Значи, пред се тоа треба да е државјанин на Република Северна Македонија, треба да е лице кое што не е осудувано, не му е одземено родителско право во нели сега или некогаш во минатото, не му е одземена деловна способност и одредена возрастна граница како предуслов. Тоа законски значи дека секое лице до 62 години, кога всушност нели 62, а најдоцна 65 завршува згрижувачката функција на оној кој што бил згрижувач. Значи од 18 до 62, односно 65 во исклучителни ситуации, со еден критериум за разлика на годините помеѓу згрижените деца и лица во семејството и згрижувачот најмалку 18, а најмногу 50 години разлика со децата. Така. Што значи целиот тој процес на згрижувачко семејство за детето? Што му возможува згрижувачкото семејство на детето?
Згрижувачкото семејство е алтернативно семејство, алтернативна грижа која што треба да биде најблиска до биолошкото семејство. Значи грижата во згрижувачкото семејство не треба да се разликува од грижата во биолошките семејства во однос на задоволување на сите основни потреби на детето, како што се потребите за храна, за нега, грижа за хигиената, поддршка во образованието на детето, поддршка во сите здравствени услуги, потреби на детето, но исто така подразбира и емоционална близина и топлина со помеѓу згрижувачите и децата во семејството. Така, меѓутоа тоа е еден одреден период, после кој период треба детето повторно да се врати назад, ако е возможно кај неговото биолошко семејство. Така. Има ли тука некои потешкоти кај згрижувачките родители, така да ги кажеме, оние кои што се грижат за детето, тешко ли им е да се одвикнат после од целиот тој процес? Што покажува искуството? Да. Кои луѓе конкретно се пријавуваат да бидат згрижувачи? Мотивот за да се биде згрижувач секогаш е, барем од нашето искуство, мотивирани се луѓето кои што всушност сакаат работа со деца, сакаат грижа за деца, го сакале своето семејство и умеат освен на своите биолошки деца кои што ги пораснале, најчесто е таа приказната, знаат да го отворат својот дом и да дадат грижа и за други деца. И тоа е всушност нешто кое што е А се случува ли семејство кое што нема дечиња, нема можност да има свои сопствени биолошки деца да сака да згрижи дете? Да, се случува. Колку се чести тие случаи? Така, значи многу често семејства кои што немаат свои биолошки деца, неретко со желба за посвојување на деца, станале згрижувачи, изгрижиле деца, меѓутоа тоа не е исто што и посвојување. Да, постојат разлики помеѓу институтот на посвојување и помеѓу згрижувањето со тоа што ајде, ќе оставам на вас. Така, значи згрижувачкото семејство, како што и на почетокот кажав, е ресурс на биолошкото и најпрво би требало да значи поддршка во одреден период од животот на детето, додека неговото биолошко семејство не ги заакне своите капацитети до нивно обединување. Неретко овој период продолжува и до полнолетство на детето, односно реинтеграцијата, тоа значи повторно обединување на детето со семејството не се случила. Тоа значи дека тие деца долго време живеат во згрижувачките семејства и се и такако приврзани со своите згрижувачи и тие со нив. И она што прашавте дали е тоа лесно, воопшто не е лесно. И тоа е секогаш и првата дилема или прашање на некој што, да кажеме, потенцијален згрижувач или размислува да стане згрижувач, дали детето ќе остане во моето семејство, што ако ми го земат детето. Многу често оние кои што сакаат да станат згрижувачи се мотивирани да згрижат, долгорочно да згрижат дете и навистина да се посветат и да дадат, да кажеме, еден патокос во животот и да имаат поголемо влијание на децата и да изградат и трајни долгорочни врски со нив. Што како Центар за поддршка на згрижувачките семејства нудите, можеби, обуки, работилници некои за згрижувачки семејства? Така, че згрижувањето е да кажеме, всушност професија и подразбира многу знаење и умење. Не е само чување деца. Значи, згрижувачите се обучени. Тоа значи дека имаат континуирани обуки и познавање од пред се развојните фази кај децата, за да можат да ги разберат нивните потреби, да ги препознаат, да препознаат одредени предизвици, да препознаат одредено однесување на детето, што значи и како соодветно да реагираат во тие ситуации.
обуките кои што ги добиваат се континуирани, ги освежуваат нивните знаења и се со цел да обезбедат една квалитетна грижа, односно да го поддржат згрижувачот, да ги зајагне своите вештини за грижа за сместените деца, за да на крајот всушност оние кои што за кои што се грижиме, тоа се децата, добијат најдобра можна грижа. Така, Александра, што се случува доколку згрижувачкото семејство не ги исполнило условите или доколку почне веќе со згрижувањето на детето, меѓутоа не оди се по планираното, кој врши надзор на целиот тој згрижувачки процес? Она што е сега, да кажеме, со добивањето на нашата лиценца, ние всушност сме во едно партнерство со центрите за социјална работа, кои што првично ги прибираат оние основни документи, она што го спомнавме како предуслов, и критериум за да се стане згрижувач, односно да кажеме прибираат едно барање за згрижување. Потоа се она што ние како Центар за поддршка на згрижувачки семејства го правиме во наша надлежност, значи стапуваме во контакт со тоа потенцијално згрижувачко семејство и со тој згрижувач обавуваме разговор, правиме посета во неговото семејство, увид во условите во кои што живее семејството. Тоа значи услови во смисла на просторни услови во кои што живее, кои што исто така има одредени стандарди, пред се подразбираат да соодветни просторни услови кои што ќе ги задоволат потребите на децата, меѓутоа и повеќе од тоа, значи подобноста, велиме, на згрижувачот, тоа значи дека правиме една проценка на неговата емоција кон оваа негова желба за згрижување, колку всушност која е неговата мотивација за да биде згрижувач, какви се условите семени во смисла на комуникација и семени релации во неговото потесно семејство, па и во поширокото, какви се партнерските релации помеѓу згрижувачи, кога е тоа семејство, биолошките деца во семејството никогаш се полнолетни, никогаш се и малолетни деца и така натаму. Оно што е важно да нагласиме е тоа дека згрижувачот нема својство на старател врз детето, кој што го згрижува? Да, згрижувачот не е старател, значи старател на детето најчесто е службено лице од Центарот за социјална работа, кој што е надлежен на детето. Така, претпоставам треба да постои координација помеѓу старателот и помеѓу згрижувачот за сите тие работи поврзани со детето, Да, старателот ги застапува интересите на детето и го застапува пред закон детето. Згрижувачот е оној кој што му е доверена грижата на детето и се грижи за секојдневните работи поврзани со детето. Исто така битно е да кажеме дека постојат и финансиски средства кои што се доделуваат на самите згрижувачки семејства предвидени за детето кое што го згрижуваат. Да, законот се предвидува еден паричен надоместок за секое згрижено дете кое што го обезбедува Центарот за социјална работа до згрижувачот за секое сместено дете и тој надоместок согласно стандардите предвидува дека ќе ги задоволи потребите на детето. Споменавме лица без родители, малолетни лица без родители, меѓутоа што се случува со полнолетните лица кои што веќе ќе навршат 18 години и потоа остануваат без родители, како државата се грижи за нив? Државата има одредени мерки за поддршка на лицата полнолетни кои што имале статус на деца без родители и родителска грижа, кои што разноразни мерки кои што предвидуваат нивна поддршка во патот на нивното осамостојување како рамноправни граѓани на сите нас. Меѓутоа оно што сите го знаеме, 18 години не се многу години, иако пред закон тоа значи полнолетно лице, сепак потребна им е поддршка и морална пред се
на децата и по навршување на полнолетството. И неретко згрижувачките семејства во кои што израснале децата продолжуваат нели се грижат за нив или остануваат да живеат некогаш таму, така да има, и остануваат во контакт, односно врските, релацијата која што изградиле, да кажам, а што покажува искуството на СОС детското село, како детското село помага за конкретно за тие полнолетни лица, останувате ли во контакт со сите тие деца кои поминале низ организацијата? Да, значи сега ако зборуваме од аспект на Центар за поддршка на згрижувачки семејства и децата кои што израснале во згрижувачките, тоа е во рамки на нели таа законска регулатива дека по полнолетството можат да излезат нели да основаат да продолжат самостојно со својот живот. Меѓутоа има и програми нели во рамки на детското село кои што обезбедуваат одредена поддршка и на полнолетни деца кои што биле нели сместени во некоја од единиците. Што ќе вклучи Центарот за поддршка, односно каква кампања веќе ќе имате во тек со цел нели да се подигне свеста за згрижувањето кај нас? Предвидени ли се повеќе настани? Ајде повеќе за таа агенда и да при крајот на разговорот. Така, значи потребата за згрижување за жал е голема, иако нели во моментов наша надлежност е 65 згрижувачки семејства во трите региони кои што ги споменав, со околу 150 деца и лица сместени во нив. Сепак секојдневно нели детектираме потреба од повеќе згрижувачки семејства и мотивирање на повеќе згрижувачи да станат згрижувачи и да ги отворат нели вратите на својот дом за некоја од овие деца. Кампањата е една од начините на кои што сметаме дека нели ќе допреме поблиску до што повеќе граѓани, ќе ја споделиме нашата приказна, ќе разберат всушност која е потребата од згрижување, но која е нивната, сепак згрижувачот има и придобивка, привилегија, грижата за деца е всушност привилегија и како што нели кажавме, почетно тоа се прави со многу љубов и желба за грижа, така да се надеваме дека нели на овој начин сите оние заинтересирани ќе можат да се пријават претпоставувам во СОС детското село, на кој што ќе имат и отворени телефонски броеви? Да, очекуваме дека нели во текот на кампањата ќе има потенцијални, а понатаму и навистина официјално згрижувачки семејства нови кои што ќе можат да се пријават. Александра, ви благодарам што бевте дел од емисијата од своја страна во студиото на телевизија Сонце. Ви благодарам што говоревме денес за една многу важна општествена тема, за една тема која што не допира сите, бидејќи нели на крајот од денот детската среќа е онаа која што не се купува со пари. Така. Ќе бидеме во тек, ќе ве следиме, ќе ви посакаме успешна работа со Центарот за поддршка на згрижувачките семејства и уште повеќе згрижувачки семејства кои што ќе изразат и желба да пружат љубов на некој детенце. Ви благодарам. Александра Марчевски од СОС детското село во денешното издание од своја страна. Почитувани гледачи, се надевам дека со ова интервју успеавме да доближиме до вас една многу важна општествена тема како што се децата. Јас ќе ви закажам овде наредна средба за 7 дена, до тогаш бидете поздравени.